Ова е вториот дел од емисијата Мастрав Муабет, покрај гастрономските задоволства и задоволствата во животот на нашиот гостин, актерот Благове Чоревски. Сега малку ќе поразговараме и за неговиот професионален живот, за предизвиците во актерството, за омилените улоги и така натаму. Пред се би започнал со тоа дека вие сте експерт за македонско-бугарски односи. Како е? Да, ако се земе дека јас таму сум студирал. Да. Не сум експерт, јас ја кажувам вистината, немам. Ние кога студиравме таму, тоа е од 68 до 71, значи нас кога ќе разговаравме на маса, ние самите, јас, Ѓорги, Мето, Диме Станковски Дебелото, не прашува вие српчета ли сте, толку дека е близок македонскиот со бугарскиот јазик. Обратно, бугарскиот јазик е сленг на македонскиот. Ако земеме од кај се дојдени бугарите, нели, од Туркменистан, од Казан, таму тоа е турско некој јазик кој што треба да го чуете. Они го прифаќаат нашиот јазик зашто најлесно го учеле како болгари, дојдени од таму. Староседелци сме ние, не се они. Но јас замерам тука, ако може да го кажам тоа, замерам затоа што ние традицијата, корените кои што ги имаме, многу лесно ги забораваме, ги напуштаме, значи, а тоа многу лесно го користат. И грците, и србите, и бугарите, по известно време ќе го користат и други. Ако ние немаме цврст став и не кажеме што е нашето. Не е тешко тоа да отидат 5-6 историчари наши да влезат во Истанбулската библиотека да извадат. Сега да не ви покажувам на телефонот Хилми Паша во 904-та какво било населението во Грција. Колку 850 и 60 илјади македонци имало. Во тоа време, значи по нивна по нивните анализи што ги имале. Да, не е анализа, тоа е попис на населението, така. Да. Па после Карнегиевата комисија има 913, каде што исто се 300 илјади македонци. Ние страдаме од самите себе. Не е тоа дека некој друг нас ни наметнува. Намерно го начав муабетот со Бугарија, погледна во неколку интервјуа. Импресивна е екипата која што студирала вашата генерација во Бугарија, значи буквално Dream Team од актери и режисери. Како беше животот во тој период и студирањето? Па јас во тоа интервју, во едној од тие интервјуа, кажувам дека ние живеевме на висока нога. Не знам таму дали го кажувам, тоа треба да се присетам на тоа. Ние имаме испиено еден Опел рекорд. Имавме Опел рекорд, го продадовме и ги испивме. Парите во една вечер. Навистина бевме значајни и беше тоа, кога ќе кажеш дека ти студираш на ВИТИС, сосема се менуваше односот на карчи мене, дали тоа е машко или женско, без разлика дали тоа е стар или млад човек, го менуваше односот одма. Тоа беше привилегија да студираш на тој институт, носејќи го името на еден наш голем македонски деец Крсто Сарадов. Така да, никогаш нема да ги заборавам тие мигови. Ние никогаш не сме имале проблем од правите бугари. Сме имале проблем од македонци пребегани во Бугарија. Може ли да издвоите некоја анекдота од тој студентски период? Има доста прочитав интересни, ама еве чисто вие да издвоите нешто на кое ви остави, кое се уште ви стои во сеќавање. Па, анекдота јас би ја ставил во тоа дека ние спиевме, собата имаше 4 кревети. Значи, кога ќе влезеш од вратата, од лево спиев јас, значи лево од ова, спиев јас, од десна страна спиеше Ѓорги, Стојановски режисер во телевизија, сега во пензија. Старото што го викаме ние. Одма
на Каршимене, не Каршимене, подалеку од мене малку. Се допираа по сушност крајатите. Беше Диме Станковски дебелото, еден другар кој што можам да го наречам слободно брат. И Мето Јовановски од другата страна. Да не ги спомнувам тука Ванчо, Марин Бабич, Славица Николовска, која што беше исто, Драги Велјановски, исто режисер. Сега почина брзо. Иван Митевски. Интересно е, вие сте од актерско семејство, вашиот татко е основоположник на Македонскиот народен театар, така И е. воопшто на глумиштето, да. Ете така на 4 годишна возраст почнувате да глумите во првата представа, но завршувате средно земјоделско. Како доаѓа до тоа? Па доаѓа во тоа време беше една многу добра професорка, Хололчева се викаше, на француски јазик. Го предаваше во гимназија. Но изискуваше стварно и сите што беа попаметни од мене, кои што не го научија и тој француски јазик, ама јас дека бев определен за глума, не игра улога која школа ќе ја завршите. И доаѓа мајка ми и вика, готово те запише во гимназија. Каде? Во гимназија? Не, бргу да си ме сменила таа. Каква гимназија? И така отидов во земјоделска. Не дека и таму не требаше да знаеш нешто да учиш, но од секојаш биле професорите за што доаѓаа во театар. Јас играв тогаш во Битолски театар и веројатно беа попуцливи кон мене, да речеме. Знаеа дека јас не се спремам за тоа. И отидовме во Белград, која заврши средно. Отидовме во Белград и сите паднавме. Само Владе Милчин положи остана. Диме и Ѓорги отидоа во Бугарија и тогаш јас и Мето на нивно кажување отидовме таму, положивме. Па јас мислам дека беа околу 800 и нешто луѓе кои што полагаа кога ние отидовме да полагаме. И затоа викам дека тоа беше престиж да бидеш на таа академија. Добар ден. Се извинувам, возот за градско? За градско? Да, во колку часот е? За 5 минути поаѓам. За 5 минути? Да. На кој перон? На перон 3. На перон 3? Да. Може да поминеме преку пругата? Не, преку пругата не. Добро. Не сме. Добри сте? Вегета. Нешто сте ми познат. Па сум познат, во Скопје живеам. На телевизија ви имам гледан. Да, имам и на телевизија имам. И во ВОС и надвор од И во ВОС. ВОС, и во Булки, и во Шини и така. И Јага и Бек. Има и Јага и Бек, има и ревизор и се има. Ама добро ти стои капата. Капата ми е специјална. Ова е Ж од Југословенски железници. Машала. Да. И од филмот до сега си ја чуваш? Да, цело време ја чувам. Спакувана, наместена. Во суштина ние тука не снимавме, сега ќе откријам јас, дека ние на оваа железничка станица воопшто не снимавме. Ние снимавме во Стариград, Велешко. Таму ја снимавме целата и доаѓањето на возот, заминувањето, Петре Приличко кога излегуваше, кога целата таа пруга е таму е снимана се. За да кажам која држава сме биле, ние имавме воз таму, цела композиција, значи со луѓе, со секој што стоеа. Само за нас, за снимањето беа тука. Сега не знам дали тоа може да се направи така во оваа наша слободна Македонија сега. Од Булки Крешините исти сте, не сте сменет. Само Рувен Смуратовски е пораснат. Румен сме, да, беше малечок беше, а сега е голем. Сега е татко на 2 сина, да му се здрави и живи. Одиме по железничка и Да. искрено... И го чувствуваме убавиот ладен ветер.
Да, и чисто е Скопје, морам Чисто, да признам, да. чист е Сега воздухот, се- многу е во за дишење. Да. Муабетот ми беше, Во договор е градоначалникот со ветерот. Да знаете, тоа е. значи, Договор имаш и негов со ветерот, шом ќе почне да дува ветер, да знаете дека е од наредба на Шилего. мастрав муабетот ми беше дека Па и тоа е Намер- мастра. намерно одбрав железничката, зашто и уште еден филм исто е поврзан со возовите и со вас. Тоа е Табакерата. О, да, тоа е првиот. Тоа е, Видов 72 година. да, значи јас чудо. 71 завршив 25 мај, Аха. факултет за драмски уметности и Душко Наумовски беше режисер и ме викна и ја направивме таа со големиот Шишков. Ја направивме таа прекрасна. Само што мене ми е жал што тогаш не беше системот на лентата да е и звукот. И не можевме да одиме ни на скоро ни еден фестивал. За малку ќе го испуште возот. Колата здрава, кончињата арслани, ама патиштата само дупки и камења. Колку пати сум му велел на Валија. Патиштата треба да се постигнат. А тој, друба калам, и за патиштата ќе дојде редот. Вие, ако може да ве прашам, туги не сте? Кореспондент или... Не, овдешен сум од Кукуш. Многу интересно. Седнав да погледам малце, 2-3 минути, ама самиот филм те тера, ајде уште 3-4 минути, ајде уште 5, ајде уште вториот дел, ајде третиот дел. Да. Нема такви филмови сега. Тоа Филмови е- со идеали, му фалат ли идеали на македонскиот народ? Па, многу... Поготово сега. Јас мислам многу повеќе сега треба отколку во тоа време. Во тоа време така било се устроено за да си морал ти да се бори за слобода, за еднаквост сега е по мене многу изместена таа работа. Доволно е сега да викаш дека многу ја сакаш Македонија, ништо да не правиш за нејзе, ќе станеш најдобар политичар. Некако ги исклучија сите тие важни личности за за нашата државност, не се снимаат повеќе филмови, се што може да видиме се стара продукција и добра продукција, но сега некако, што знам, чудно. Еве вие како актер може да ми кажете Ќе ваш осврт на тоа. да ви кажам, на времето, ако видите кои биле во телевизија уредници на дадени сегменти од сочинувањето на телевизијата, таква каква што била, значи за народна музика, за драма, за воопшто за снимање серии и така натака, биле врвни наши писатели, кои што работеле во телевизија и попатно пишувале и сценарија. И тие сценарија се реализирале. Сега не верувам дека воопшто нешто се снима освен преспав. Не верувам дека нешто снимаат. По некој филм ќе излезе. Но тематиките се, мислам, не дека не треба да се опфати социјалните проблеми, но мислам дека сепак треба и на ова да се даде малце повеќе значење и приоритет, поготово сега. Јас мислам дека ние ги изгубивме традициите, а народ кој што ќе ги изгуби традициите, обичаите, адетите, порано или покасно ќе се претопи во некој друг. Кој е тој Свети Валентај? Ние имаме Свети Трифон,
и се знае што е тоа. Тоа е за да ја закроиш лозата, за да има плод, за да обстои тој што го работи лозијата. Па добро, ние сакаме да бидеме модерни, да ги следиме од секогаш западните вредности. Ма јас немам ништо против модерното трајче. Следејќи ги западните, ги губиме нашите. Ама тоа не е наше. Западното може да земете технолошки некои процеси кои што се брзи, фабрики, некои кои што имаат такви, кои што произведуваат нешто кое што не можеш да го произведеш со чекан и со обична ножица, нели? Да режеш, да сечеш. Тоа да, тоа го признавам, треба тоа. Но да бидете друг, да бидам друг освен македонец, јас не можам. Како ќе бидам ако живеам во друга земја, треба да бидам друг? Така се губите. Ќе ги изгубите и булките и шините, ќе ги изгубите. Булки крај шините не се само оние пламено црвени фустанчиња, цветовите на дивиот афион. Булки крај шините се и мајките и сестрите, девојките и жените кои со копнеш ги чекале своите јунаци, војници, чеда. Пероните се за рој од мечти, додека не свирне сирената и не закочи забрефтаниот воз. На местото кое одеднаш станува еуфорично и густо. Овде се судираат бакнежи, се ронат солзи за пречек, се чекаат вести, се делат подароци и прегратки. Сродните души велат, се чекаат на перон. Овие места се идеални за романтика, можеби заради маглите во ноките, зимите и мугрите кои ги кријат очекуваните лица. Можеби и затоа култните сцени на заминувањето им се доделени на пероните. Ана Каренина на Толстој, всушност на Вронски, Малена Скордија на Торнаторе, Херкул Пуаро на Агата Кристи одлучуваат, сечат или продолжуваат токму на пруги. Место за животни одлуки, место кое ги фасцинираше и нашите уметници. Во чест на суптилноста на перонот ви издвоивме цитати од наши автори. Нема да останам во минатото. Љубовта не е дух. Бескрајот е последна станица, а во следниот перон сум јас. Тргнав за да бидеме заедно, зашто никогаш не се изгубивме. Извадок од жонглирање со животот во слободен пат од Сара Трајковска. Добар е и следниот, најпрвин перон. Изгубени погледи и видлив здив на луѓето, мали облачиња од нивните усти, извикувања и куфери, врева и пискави шурки на локомотива. Идеален опис на Славко Јаневски во Две Марии. Ако ги чепнеме филмовите и сериите, освен булки крај шините, поголемиот дел од филмот Табакерата во кој глуми и нашиот Чоре е снимен во ВОС. Но посебно драг на детската публика е проектот за деца Волшебниот воз, во кој имагинативно со воз се стигнува секаде во светот, од Скопје до Африка и назад. Главни во оваа авантура се Прличко, Чоре и Снежана Стамевска, а пејачи Симеон Грнчаров и Љупка Димитровска. Не може да не се спомене и до Балчак во сцените полни со шармот на Тереза, атрибут на посакуваната Европа и легендарниот Ориент Експрес. Ај пак на шините. Да, Колку си на патувал со шините воз? што живот значат. Колку си патувал со воз на шините што живот значи? Па во тоа време да, многу често од Битола за Скопје. Многу често и тоа е по мене едно од најубавите патувања, најсигурните да ги кажам. Потоа дојда автобусите и беше многу побрзо со автобусите, зашто тие возови кои што одеа запираа секаде, така се викаше тоа, секој бандерче ќе застане. Сега не знам како е, но не сум патувал. Со овој новиот кинескиот? Со тој одев нешто снимавме и тоа за снимање. Убав е, тој ми се допаѓа. Чист, барем јас кога бев тогаш беше многу чист. Сега не знам каков е. Мене вака ме интересува. Можда е ваков како овој вагон тука што е.
Сега, зашто македонецот за година дена ќе го направи ваков така. Не знам, навистина не знам. Која е најдолга дестинација со воз? Најдобра дестинација со Најдолга, воз? најдолга. А, најдолга? Да, Наша? најдолго. Па мислам дека е Гевгелија. Синиот воз, освен што беше омиленото транспортно средство на маршал Тито, ги чуваше најголемите тајни на Југославија. Овој воз полн со политика и пикантерии, познат како возот на мирот, беше подвижен хотел на врвот од светската дипломатија, а повремен патувачки дом за членовите на семејството Брос. Купеата и креветите да може да зборуваат, имаат што да кажат. И за историјата, ама и за жолтиот печат. Но нас не интересира како е поврзан тој со македонската железница. Неговите сирени се огласија во неколку наврати. На 6 јуни 1954 година, по посетата на Грција, каде главно разговара за безбедноста на Балканот, Тито држи говор во Гевгелија. Потоа ги поздравува и граѓаните на Тиквешијата, кои го дочекуваат истиот ден на железничката станица во Неготино. По ова, синиот воз преноќува на отворена пруга ноќта помеѓу 6 и 7 јуни. Потоа следи и пригодниот говор во Велес, пред илјадници велешани, а крајната точка на караванот од говори е железничката станица во Скопје, каде што маршалот им се обрати на 200.000 граѓани. По говорот и краткиот престој во кафе-ресторанот на железничката станица, Тито заминува за Белград. Денеска, вагоните ја чуваат историјата со по некој експонат или заринкан вагон, на пругите кои служат за костимографии, филмови и ревии. Нивната функција е сведена на амбиент и символика. Новото време ги замени популарното пампурче или киро и другите вестерн вагони со новиот кинески воз кој има ново лице врз старите пруги. Но подеднакво исто му стојат црвените фустанчиња на летните булки. Патувавме бевме со женски оркестар во Австралија и продуцентот ни рече ајде да одиме подобро да не одиме со авион, ајде отидеме со воз. И тоа искуство многу, само тие возови се многу поинакви од нашите. Нешто се само побрзи, него и внатре како се седиштата, како е се тоа направено е многу поинаку од кај нас. Замислете, еден огромен воз од 10 вагони и оди, се движи, додека да го снема. Гледаш чуф-чуф, и ќе свирне, ова е експонат. Ова е од старите. Да не е од тие кај што сте снимале? А не, немавме такви. Беа со дрвени седишта, да. Ова е сигурно со дрвени седишта и тие беа со дрвени седишта, зашто опфаќаа тој период, веројатно. Сулейман Бек. Така беше Сулейман Бек? Да. Јас си го играв Сулейман Бек, а Гоце Делчев го играше големиот Чишко. Апсолутно најголем. Колку е тешко да се долови еден лик? Јас мислам дека сето тоа зависи од тоа со кого си, кој ти е партнер, какво е сценариото, кој е режисер, екипата која што е со тебе. Јас имав среќата да ги затекнам сите врвни актери на Македонија. Имаше министерски плати, министерски плати. Генералски го најмала рака, како генералите што има. Значи, тој вид на општествено уредување некако, не велам дека и сега не внимаваат на тоа, но има некој респект, некое почитување кон индивидуалните вредности на поединецот. И сега сте национален артист, имате голем број на награди, голем број на признанија од Војдан Чернодрински, наградата 11 октомври, многу награди. Климент Охридски, но значени, видите, наградите ништо не ми значат. Тие ми се само една сатисфакција дека навистина јас сум работил или работам добро. Како да кажам, јас
тие највисоки југословенски признанија си ги добива од меѓународни жирија. Жирија кои што не биле Петко, Јанко и Станко, братучет, прва братучета и жена му, како што има на многу кои што сакаат да ги омаловажат и така натака. Не. Тие се една сатисфакција, лична ваша сатисфакција дека сте биле на прав пат, дека сте работеле добро. Најдобро е кога ќе направите представа која што ќе гледа широк број на публиката, масовно кои што ќе ја посетуваат. И тоа е првиот знак дека вие сте добар, кога ќе почнат да ве имитираат децата на уличка. Тоа е првиот знак дека сте навистина добар и дека не се делите нели на жанровски, не се делите на комичар, на трагичар или трагикомичар. Јас сум пресреќен што сум имал таа генерација која што биле одлични другари на татко ми, со кои што сум седел, сум пиел, сме работеле, сме јаделе заедно, сме бркали женски, ако сакате. Тие ни дадоа некаков патокас, некаква стаза во која што не пуштија. Они не пуштија во таа, тоа е како кругот. Во кругот вие ќе влезете натре, можете да правите се, да се превртувате, да пливате ако има вода, да правите разни глупости. Но да знаете дека тоа е во кругот. Кога ќе излезете, сакате да видите нешто друго од кругот, кога ќе излезете, ќе мора да знаете за собствените вредности, дали ги имате или не. Оти тешко ќе можете да се вратите назад. Помнавте преска имитација. Интересно е, често знам да го гледам кога сум нерасположен, Викенд на мртовци. И вие сте во самиот филм, имате некои реплики кои што се епски буквално и стално си ги спомнувам. Снег, мај месец, снег до колена. Да, тоа е на Ачко, на Гоце, на Пикица. Јас имам, отварам пиво, нели, бидејќи пивото секојаш тамо е топло, во театарот е топло, зиме, лете е топло. И кога ќе го отворе пивото и прв пат излезе пената. И викам, види, Ачко, излази пиво да види кој будала ga пие. Публика паѓа. Таа сцена во суштина оригинал е 5-10 минути. Толку е од писателот. Но ние така си додававме внатре, Се гледа. што да, све има таму, како, отишо си, сар му пробо ниси. Нели? Да. Ајде на здравје. Ајде на здравје. Живи. Кацо Јовановски имаше напред вилица, а тој тогаш не знам сега дали се такали, беа со желевца, со нешто така, со жички. Таа беше, се ставаше внатре. Јас го играв Хлестаков. А Хлестаков, нели, тој не јадел цели 10 дена, а е во хотелот. И вика, донесете за јадење, а не плаќа, нема. И овие му носат една чорба и јас треба по улога, нели, да земам 1, 2, 3, 4 лажици, да се сетам дека ме гледа стугата и да кажам каква е оваа чорба, ова не е никаква чорба, па ова не е помија. Јас земам една лажица, голтам, втора голтам, третата е голтам и гледам во лажицата како што стои една вилица, 6-7 заби, 6-7 заби ова. И само почнав да викам, чоре, пази да не утнеш работен. Ама тоа е страшно. А Марин Бабич го игра слугата на хотелот, а Ацо Јовановски ми го игра мојот слуга, Осип го игра. Они се завртиле кон публика, се смеат, паѓаат од публика, вришти публика. Никој не знае. Во тоа време само тоа викав, пази да не направиш, да не вратиш тоа што си го. Зашто имам огромни текстови. Викам да му ја скршам, што ми доаѓа, да му ја фрлам, да ја скршам. Тогаш беше разведен од сопругата, она му ја правеше. Викам, нема кој да му направи. А може се, нека ништо нема. Да, тоа се, да, такви се правело тоа. Или во сладкото ќе ставиме сол, а треба да го изеде колешката таму, да го изеде. Амора, ќе го голтне солено и благо, сигурно. Правеле такви работи или на Пикица по истата сцена
имавме ние фронди, како пури треба. Поведете една пура, не, јас не пушам. Ревизоре не пушам. И пурата, таа фрондито е со крем внатре и си е нормално. Пикица правеше една прекрасна сцена, во која што ја изедуваше за секунда. Ќе изеде и аплаус имаше. Првиот пат му ставија пиперки љути. По црвене, по жуте, по зелене. Ја го голтна тоа. Вториот пат му ставија, и тој не кажува, вториот пат му ставија тутун. Цигари, гледаш вака, 2-3 цигари ставена. Но кога ја видов шајка голема, ставена во тоа, тогаш им кажав дека повеќе со тие импровизации, со такви опасно, зашто он нема, можда нема да ја види. Јас случајно ја видов, затоа што таа се отвори малку. Иначе не се гледа, таа е чоколадна, оддалеку е како пура, да, можеше да види белја. И тогаш со псуења, мајки, шајки, све. Тоа благо е феноменално, не знам како им се вика. Јас го правев. Да? Работи јас дома све правам. Не, секоја пофалба за ресторанот Стара куќа навистина имаат прекрасна храна, а покрај тоа што уживате во добрата храна, уживате и во литература, верувам. Па да, сега многу помалку сега, јако сум во пензија, сега пак читам многу текстови. Нови текстови одма ми ги праќаат. Сашо Тасевски ќе ми прати, Трајче Кацаров ќе ми прати, Гоце Ристовски ќе ми праќаат многу текстови, значи. И сум Коле Ангеловски ќе ми прати нови два, ми прати сега пред колку време. Едниот веројатно ќе го правиме. Така да помалку сум кон литературата. Љубомир Грбевски, Джери, ми даде еден текст за детски, сега бев на отварање на промовирање на новата книга, исто поезија е таа многу убава и таа чекам жена ми да ми ја даде, оти не смеам да ја земам, после ќе биде Жена мора кратка. да се слуша. Да. И помалку сум определен кон литературата, затоа што пак како студенти моравме да ја знаеме светската класика, моравме да ја знаеме руската, бугарската. Зашто учев, тоа заборев да кажам, јас таму учев бугарски јазик, како македонец. Ако бил толку близок мојот јазик со нивниот јазик, немаше да имам во дипломата бугарски јазик. Има Полагам един народ. испит. Тоа е един народ за кајнив таму. Вие спомнавте сопругата, ние Да. во Мастрав Муабет имаме, сакаме да створиме традиција да секој гостин прочита одредена литература или одредена песна, но во вашиот случај вие вашата омилена ја знаете напамет. Па да, таа ми е една од омилените. Таа е на наш познат писател, кој што за жал, нели, бидејќи бил македонец, го утепуваат бугарите, како што, нели, како слободители кога дошле. Јонков Вапцаров. Се вика на жена ми. Сега, бидејќи е пишувана таа буквално со дел од крв, условно кажано. Јас ќе морам веројатно на камерата, нели? На таа камера. Понекогаш ќе идам во твојот сон како нечекан и далечен гостин. Не ме оставајте надвор, на патот. Вратите не ги затварај. Ќе влезам тивко, кротко ќе приседнам. Ќе вперам поглед по мракот за да те видам. Кога ќе се наситам да те гледам, ќе те бакнам и ќе се отидам. Прекрасно. Веќе велам дека таа е пишувана на вистина од срце, од крв, од Ама и душа. со срце ја кажуваат. Да. Со срце рецитира. Па таа не може поинаку, да ви кажам, мора, јас малку и се возбудувам кога затоа што ќе ве фатат. Посебно камерата ве фаќа ако лажете. Вие мора да вложите чувства. Јас сега можда немав доволно време, но искуството му е
ми дава за право за многу малку да се сконцентрирам и да го направам тоа што го изискува поетот, односно што го изискува карактерот во. Така да тоа е занајатие, тоа голем. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Еден уметник кој живее на даските што живот значат и кој го љуби театарот на еден посебен и својствен начин, пред себе има мисија да ги разбуди заспаните уметнички души и да ги облагороди чувствата на својот аудиториум, гладен и жеден за уметност. Публиката е таа, гостинката, што ќе ги испие мокните зборови и реплики, парафразирајќи си ја во себе целата представа, доколку зборовите ги допреле струните на нејзиното срце. Актерите оставаат белег, еден свој мастрав, а тоа е нивната душа. Во секоја од улогите кои ги паметиме и чии реплики ги повторуваме катадневно низ генерации. Глабок наклон кон сите што оставиле парче душа, поздравена со громогласен аплауз, а испратена со сите почести. Денеска живите доајени се бројат на прсти, а легендите ги чува ризницата во која се врамени нивните имиња. Подиумот им остана на младите, кои времето, школото и искуството ги бруси во мајстори на сцената и играта. Во нови плеади, со истиот жар, а во ново руво, актерството го продолжува животот под стрејата на Драмски. Во храмот, кој го собира своето разгрането семејство, како што еден чинар развива нови и свежи фиданки. Тие ги чекаат своите 5 минути за блесок кој ќе ги вивне кон подемот на својата слава. На тој пат нема место за фолирање. Едноставно, талентот и трудот успеваат. А протекциите кои секогаш успевале да се протнат, завршуваат на мала врата и со краток рок. Затоа не играјте си со уметноста, колку што е благодарна, толку е и немилосрдна, но секогаш бескрајно волшебна. Си дојдовме на гости. Овде кај геш, одба силно светнал ден. Силно светнал ден, Да. под сенка. Да, под сенка. Ова е од почеток, уште кога се правеше Драмски театар, овие се тука од почеток. И имаме таа внатре што е засадена од почеток. Таа е Машала. Сечена е, таа е огромна елка, како се вика тој, не знам.
Така да ова ми е и прв и втор дом, и втор и прв дом. Што се случува сега кај вас дома? Овдека Се работи? нема, има од време на време има, тама е со таа дозволена дистанца да се. Тоа сакав да прашам, како изгледа една подготовка за За да се представа, направи, за да има во представа. време на корона. Па тоа е во почеток имаме овај проби на маса се викаат. Тие проби на маса, зависи од тоа кој е текстот, 15-20 дена може да се проба, може и месец дена. Потоа излегуваме на сцена, тоа е мизансен, се вика мизансен и тоа е црниот мизансен. Ти тука, две чекори, ти еден чекор назад. Така да тек потоа почнуваат нели вртење што ги викаме ние, целата представа од почеток, од први чин до крајот се прави на сцената. И после имаме прва генерална, втора генерална, предпремија, премиера и публика. Покрај театарот работите на некои нови проекти или? Па да, завршив со тие, сега се постпродукцијски тие, Врба веќе се даде, нели, тоа филм. Да. Лена и Владимир треба да излезе, тоа е постпродукција, ќе видиме. Сега снимив најнов филм со Јани Бојаджи, Кино Љубов се вика. Ќе видиме и тоа е постпродукција, ќе видиме која ќе излезе, така да јас работам. Не, иако сум Активно пензионер, цело, бе. активен сум, не е проблем. Браво. На Трајче Кацаров ќе го работиме текстот Поштарот се вика. На Гоце Ристовски го работиме филмот 9. А не филмот, него текстот 9 се вика. Добро. Така да имам за работа, не е проблем. Филмови гледаш? Гледам, зависи. Омилен филм? Па, Странски еве, например. Па после ќе прашам и од македонски. странски филмови ние на времето се сеќавам како деца, како што е ова рекламата, така ќе ни кажеа дека и ќе има проекција на филм на зид, на зидот, голем зид, не мора да е бел, може и жолт да е. И тука сме ги гледале Волга, тоаш беа се руски филмови, да. И јас многу се сеќавам на таа сцена кога ухнем, ја влечат ладјата по Волга. Хорошо. Хорошо. Молодцы. Молодцы. Подлецы. Мелководцы. Да как же это? Ай-яй-яй. Нас обходят. Мерзавцы. Волны. Товарищи. Нас обходят самозванцы. Иначе од поновите филмови негде на Пладне, како беше тоа со Гари Купер и тоа. А од македонските? Од македонските многу ми се допаѓаат сите, почнувајќи од тој прв филм Фросина, па филмот во кој што игра татко ми во Волчја ноќ и навака сите домашни филмови, да не ги говорам во кој што јас сум играл. А од тие кој би издвоил? Кој ти е најомилен? Немам тако. Мора да има еден пар што се издвои. Јас сите ги сакам, немам нешто што не го сакам. И таму и кај што сум лош го сакам, затоа што од тоа ќе научам дека не треба така да се направи. Не знам, има многу. Можда тетовирање, самоуништување. Таму за прв пат мислам дека играм полицаец со хемороиди. Хемороиди, пардон. Така да има многу филмови се. Многу филмови, многу случки. Слушнав, ужива во сите приказни, Да. за бифето, за сите случувања Па сега ќе одиме, ајде одиме Кафе одма. едно не испивме. Ајде одиме во бифето. Ајде да појдеме. Ќе го земеме и Владимир. Ќе го земеме. Ајде, Владо. Владе, ајде. Ајде да видиме какво е тоа бифе. Може уште некоја приказна ќе падне? Скришно, тајно бифе ова. А, Бога ми како се Ајде, јас ќе те водам, ајде. Ова е нашето надворешно ви. Перо, здраво Перо. Ова е ни е чуварот на Драмски театар, Перо се вика. Здраво Перо.
Стикај се, глумец си ти, стикај се. Поднаучил и он. О, обавезно. Само му ја нема женската, треба да дојде женската. Паро би се научи. Да, на камка, Тоциновска, куќето, они се пар. Може тука? Лала. Ќе седнеш и ти со нас, Лода? Резервирано за Ајде. нас овде, а? Е. Што се пие во бифе? Нема што не се пие. Нема што да се пие. Нема што не се. Перо, кај си бе, Перо, ела вам, дојди. Не се прави важен. Релаксирачки, па можем да замислам летно време Мене колку ми е е убаво. жал што не работи ова е тркалото е од почеток исто. И по тоа беше многу препознатлив дамски, зашто ова тркало се врти и си тече водата. Као воденица. Да, као воденица, воденично тркало. Само што нема воденица, воденица е драмски театар. Таму се прави, се меле најубавото жито. Него. Да. Само да знаеш дека сум ти подготвил изненадувања. Во виното е животот, а во маџунот е здравието. А, да, сигурно. Не за џабе го Беше- спомнавме маџунот. Да, маџунот е стварно, навистина, многу здрава. И бидејќи спомна сопругата, имаме специјално изненадување и за неа, за шефицата како што е. Да. Кажуваш? Охридски бисер од филери, нашите спонзори. Со панделка, со се е врзано. Да бе, башка и розева, како да знаете дека жена ми многу сака розева. О, фала многу. Многу благодарам. Искрено ми беше задоволство да ме прошеташ низ времето и низ Скопје. Ти благодарам за гостувањето. Уште еднаш многу ми беше драго и А специјалитетот ќе ти го направам штипскиот. го заборев. Да. И следниот пат се гледаме на грабче со спањак. Ќе го направам Со и спањак кај ќе тебе. се договориме кај ќе седнеме на убаво. Супер, готово договорен. Важи. Фала многу.